Дочек на нова година на плоштад. Граѓаните согласни дека ова треба да биде пракса со цел сите да може да се забавуваат и на соодветен начин да ја дочекаат новата година. Повозрасните анкетирани граѓани во Штип согласни дека дочекот на новата година треба да биде организиран и на плоштадот Слобода, со што би уживали и тие, но и помладите генерации. Треба. Младите така да славене дома, сите ние старците мора дома. А млади треба да се движат по града, убаво е тоа сине. Како не треба? Сите ќе излезе тука. Иначе нема кај да одиме. Вас сиромаштија ќе го тепане. Само за площадот сме ние. И ако може да ни дадат по некој сендвич и некој сок, и готово, завршено се. Треба нешто се ново. Нека биде тоа ново. Не е прва година, биде тоа нека биде оваа година. Ајде. Тие сведочат за едно минато, но според нив убаво време, кога имале повеќе пари, а трошоците биле помали. На тој начин, велат, секој си дозволувал да слави во ресторан, да оди на патување или заеднички со друштво да ја дочекаат новата година. Едно време се славише дома пушко. За Титовото време, тогај неколку години се славише така на улиците, надвор, така по хотелите. После некако народот паднаа на сиромаштија и почнаа дома се прибираа како бише пропадна Македонија, фабриките пропаднаа, плата нема народо. Јас сум тука правил 5000 плескавици на площадот. Па нема кој да ги деле, па најдеме луѓе, па се правише тоа чудовишće убавина. Сите на оро, дружба се. Сега го правиме со човек од мовето. Другарство нема, еснафлок нема, ништо, само преваранти и арами. Сигурно ќе биде нова година. Ќе биде весело, треба да биде весело. А колку ќе бидат луѓето расположени, тоа се знаат. Па не беше така, беше подобро. Градовите од истокот секој со своја програма за нова година и со предновогодишна програма. Во Кочани се прават последните подготовки пред официјално да биде објавена програмата. Новогодишен базар, настап на повеќе естрадни уметници и тематски забави се планирани во периодот од 20 декември 2024 до 14 јануари 2025 година. Општината ќе организира и дочек на новата година во паркот на Револуцијата. Низа настани пред нова година ќе има и на плоштадот во Берово. Новата година ќе биде дочекана традиционално со огномети. Традиционално, значи дел од корисниците на општинскиот буџет, детската градинка, старечкиот дом се организираат представи во рамките на и содржини кои се за најмалите, значи некои театарски представи. За прв пат годинава, значи со подршка од бизнис секторот, значи и проектот УСАИД, општина Берово има свое финанско учество. Значи ќе имаме последниот викенд од месец декември, ќе имаме новогодишен базар во петок, значи и во сабота, значи ќе настапи, ќе има концерт Павле Камиловски, така да ќе имаме плюс содржина. Во Штип пред новогодишната магија започна вчера вечер. Содржини се предвидени до пред нова година во периодот од 20 до 27 декември ќе има и Божикен базар. Со вакви активности и настани општините придонесуваат за разубавување на периодот пред празниците, со што се нуди уживање за граѓаните и самите посетители.